Сакала само да и таја спомена дека ние сме демек и македонци, ние сме и словени. Во нашава јавност намерно се шират доста заблуди, демек постоело разлика меѓу тоа што е македонец и што е словен. А се работи за едно исто? Апсолутно. Македонците се едновремено и словени, затоа што и во христијанската литература се знае што значи всушност зборот слово. Не само што тоа е словото доаѓа пред се, затоа што пред се беше зборот, словото е всушност логосот, словото е всушност синот, значи синот Божи. Затоа зборот словен е идентично што и македонец. Нема сега да навлегуваме многу во таа елаборација, меѓутоа исто така една интересна многу елаборација неодамна од академик Ристовски, од Блаже Ристовски прочитав. Тој даде исто така објаснување дека македонскиот и словенскиот јазик се идентични и објасни зошто. Така да сите овие намерно се сеат тие заблуди, намерно се сака да се прават теми за дискусија, демек едните сакале да бидат македонци, не сакале да бидат словени, а другите не знам што биле да бидат. Ние сме словени, ние сме од 9 век и така натака. Македонец и словен е исто. Тој е народот што е син Божи, го носи, што има задача да го носи. Заедно сум рекла неколку пати со други народи, но ние сме едни од важните народи кои што го носиме Словото Божјо. Тоа е потврдено, го повторуваме постојано. На која страница се наоѓа апостол Павле прво дојде во Македонија. Да ви кажам, јас пред некоја година сум била во Малта. Малта е многу горда на својата христијанство, знаете. И во сите туристички книжки што ќе ги најдете, прво што пишува дека апостол Павле дошол во Малта, мислам 64-та година, не знам. Кај нас е 51-та година во Македонија дојден. И јас имав прилика со еден дипломат од Малта и нели тој исто разговаравме, апостол Павле, и јас му викам тоа е се многу добро, меѓутоа јас само да ви кажам дека во Библијата не пишува кога апостол Павле дошол во Малта. Тоа не му го реков, меѓутоа во Библијата не пишува дека апостол Павле бил во Малта. Сигурно на своите патувања некаде стигнал и во Малта. Меѓутоа во Библијата пишува дека апостол Павле дошол во Македонија. И тоа, пазете, на апостол Павле на сон му се јави, пишува во Библијата, на сон му се јави македонец и му рече: дојди и помогни ни, дојди и спаси не. Да му се јави човек македонец на сон, тоа значи дека апостол Павле, како представник на еден народ, мора да има некаква духовна, некаква божествена поврзаност со овој народ, што е исто така македонски. Неслучајно е пренесено Словото Божјо, затоа што дури и представниците на Ватикан, кои што доаѓале во Македонија, кажувале често пати дека благодарение на Македонија, значи христијанството влезе во Европа, а влезе и во сите други словенски земји, односно народи, каде што исто така, земји каде што исто така живеат народи кои што нели на овој или оној начин исто така го шират и го чуваат Словото Божје.